Дневникот на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Централен дневник во 19 вечерва гледаме. Тројца загинати на патот Кичево-Охрид. Огромна неприлагодена брзина причина за трагедијата. Истрагата за Кочани станува дневно политичка агента на власта и на опозицијата. Христијаните заеднички ја слават Велика сабота, ден пред Христовото воскресение. Министерството за економија не гледа причина за одложување на мерката за ценовниците на маркетите. Трамп се заканува дека се повлече од мировниот процес за Украина. За Велика сабота, што означува денот пред Христовото воскресение за традицијата за бојадисување јајца како правилно се слави Великден. Тема на денот со отец Антонио Апостолски. Добро вечер, останете овде, почнуваме веднаш. Тројца загинати во сообраќајната несреќа на патниот правец од Кичево кон Охрид. Причината е огромна неприлагодена брзина на патот. Нина Ритоновска. Огромна неприспособена брзина е причината за синокешната сообраќајна несреќа која што се случи на патот Кичево-Гостивар кај местото викано Сеферов бунар, во која загинаа 3 лица, 8 се повредени. Во несреќата учествувале 3 патнички возила Мерцедес со кичевски регистарски ознаки, управувано од 64 годишно лице од Битола, патничко возило Форд управувано од 63 годишник и патничко возило Опел со кичевски регистарски ознаки управувано од 38 годишно лице од Гостивар. Согласно првичните информации кои што ги добив, станува збор за огромна неприлагодена брзина од страна на еден од учесниците во сообраќајот кој што нажалост е починат. Бројот на сообраќајни жртви во оваа година во првото тромесечје е отприлика сличен како бројот на сообраќајни жртви кои што го имавме и лани. Со тоа што морам да кажам дека овие бројки се катастрофални компарирано со европските стандарди кои што ги имаме анализирано и во иднина максимално мораме да се фокусираме на колку што е можно поголемо смирување на сообраќајот од секој еден аспект. Министерот Тошковски апелира до учесниците во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила, особено оние што се однесуваат на максимално дозволена брзина. И експертите тврдат дека во случај кога имаме управување на моторно возило над 70 км на час, имаме челни удари како што беше оној кој што се случи вчера. Процентот на преживеани патници е скоро нула. Од обвинителството денеска информираа дека од местото на несреќата подигнати се траги од лице, место кои ќе бидат предмет на вештачење. Ги истражуваат причините за сообраќајката. Издадена е наредба за обдукција на телата на починатите, како и за испитување на евентуално присуство на алкохол и други супстанции кај повредените. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Овие тројца не се единствените жртви во сообраќајни несреќи денеска. Бројот на несреќи со смртни последици секоја година останува ист. За неполни 12 часа 4 лица го загубија животот во сообраќајни несреќи. Најчестата причина е неприлагодената брзина на возачите. Безбедноста на патиштата експертите ја оценуваат со слаба двојка. Бројот на несреќи со смртни последици секоја година останува ист. Од 120 до 150 граѓани ги губат своите животи, најчесто на регионалните и експресни патишта. Покрај менталитетот, потребна е поголема институционална вклученост. Во последниот период ги бележиме напорите на МВР, јавното предпријатие за државни патишта, како и Министерството за транспорт и врски, меѓутоа и другите институции кои ја тангираат областа сообраќај би требало да ги следат овие трендови на поажурна работа на овие министерства, да препорачам до локалните единици или единиците за локална самоуправа да преземат одредени иницијативи во своите општини за подобрување на состојбите. Бројките покажуваат дека најмногу сообраќајни незгоди со тешки последици се случуваат за време на викендите и празниците. Во пресред на Великден, Митревски апелира. Би замолил да го цениме повеќе животот кој ни е даруван од живиот Бог и да се однесуваме совесно во сообраќајот за да не ги претвориме овие празнични моменти во моменти на тага.
Покрај сообраќајна култура, за поголема безбедност потребна е и соодветна сигнализација, заштита на патиштата, но и повисоки казни за оние кои не ги почитуваат сообраќајните правила. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Христијаните заеднички ја слават Велика сабота, ден пред Христовото воскресение. Министерството за економија не гледа причина за одложување на мерката за ценовниците на маркетите. Православните христијани денеска ја слават Велика сабота, ден пред Христовото воскресение. Овој ден е посветен на исчекување на воскресението, суштината на христијанската вера. Миријана Давидовска е пред соборниот храм, каде вечерва треба да биде централната прослава за Христовото воскресение и ми дали се е подготвено. Добро вечер, Маријан, од дворот на соборниот храм. Да, се е подготвено веќе за централната прослава на најголемиот христијански празник Великден. Во овој дневник разговарам во живо со старешината на соборниот храм, отец Антонио Апостолски, со кој што ќе слушнеме нешто повеќе за вечерашната литургија која што ни следува, но најпрво Велика сабота, подготовки за најголемиот и најрадосниот христијански празник Великден. Кој е значењето? Добро вечер и добро дојдовте во соборниот храм. Токму така се подготвуваме за најрадосниот и најголемиот наш празник Великден или Воскресение Христово. А во денешниот ден Велика сабота ние се спомнуваме за престојувањето на Господ Исус Христос во гробот, бидејќи нели на вчерашниот ден Велики петок е распнат и пострадал заради нас луѓето. Во денешен ден тој престојува во гробот за во рани мугри наутро во недела да воскресне и во спомен на тие работи, тие настани што се случиле со животот на Господ Исус Христос овде на земјата, ние го чествуваме со посебни богослужби, специфични богослужби кои што се служат еднаш во годината, токму на овие денови, и затоа верниците се собираат во православните храмови на секаде низ светот, не само овде, за да си го одбележат достоинствено како што доликува на православни христијани овој убав и голем празник. Денес навистина е се уште да речеме на некој начин тажен ден за нас, се додека не дојде оној момент по полној кога ќе се честитаме Христос воскресе, навистина воскресе. Меѓутоа во секој случај измешани се на некој начин чувствата, се уште сме да речеме на некој начин во тага, меѓутоа ќе премине сето тоа во радост по полноќ. Да, видовме дека се уште е поставена плаштеницата во централниот дел на самиот храм, овде во соборниот храм, но и во сите цркви, кое е значењето и символиката на самото црвено јајце, нели, кое што го боедесуваме, па дури нели го ставаме овде во соборниот храм. Да, така е, плаштеницата уште вчера ја изнесовме на Велики петок, затоа што тоа е едно платно на кое што е изобразено или насликано погребението Христово, положувањето негово во гробот, и токму поради тоа во едно место кое што е специфично направено на средината од храмот како еден вид на маса или нели предмет на кој што ние ја положуваме плаштеницата, го символизира гробот Христов. И верувајќи дека тоа е нели на некој начин символика на гробот Христов, верниците доаѓаат и во петокот и во саботата, во текот на целиот ден да ја целиваат плаштеницата пред се и да се протнат под неа со цел на некој начин да го символизираат со тоа престојувањето Христово во гробот, но и неговото воскресение, поминувајќи нели од другата страна на плаштеницата, и токму поради тоа стои тие два дена и веќе вечерта, односно вечерва сабота спроти недела, непосредно пред да започнеме со опходот околу црква и пред да започне богослужбата, ние ќе внесеме плаштеницата внатре и тогаш се положува на престолот и таа седи така се во овој период се до Спасовден додека не ја тргнеме од престолот. На некој начин на неа се одвиваат и понатамошните литургии и слично. Тоа платно има наистина голема символика, а пак во врска со великденското јајце, тоа се прави секоја година на Великден затоа што јајцето е символ на воскресение и на раѓање на нов живот. Има едно предание уште од првиот век по воскресението Христово, Марија Магдалена заминува кај тамошниот римски император, тогашниот римски император, му дава црвено фарбано јајце и му вели Христос воскресна. И токму во чест на тој настан кога таа му го соопштува воскресението Христово на императорот, до ден денес останало наведено да се вапцат, што велат старите, или да се фарбаат црвени јајца. Сега се фарбаат и во други бои, меѓутоа сепак црвената е најсоодветна боја и тие символизираат нов живот и воскресение. Кажавме овде е централната прослава, што ќе се случува вечерва овде, од кога започнува литургијата со која што ќе началство архиепископот Охридски Македонски и до кога ќе трае?
Вака вечерва ние во 11, тоест во 23:30 часот започнуваме со богослужбата. Тоа е една специфична служба полуноќница која што започнува со излегување од храмот надвор. Сите верници излегуваат и свештените лица прават 3 пати вход околу храмот или обиколување на храмот, пошто се качуваме на бината и имаме таму пеење и читање на Евангелието, за потоа да влеземе повторно во храмот. Со тие 3 кругови ние всушност го символизираме тридневното престојување на Господ Исус Христос во гробот и потоа со влегувањето во храмот и пеејќи ја радосната Христос воскресе, ние всушност го објавуваме неговото воскресение и тоа се случува на полнок во 12 часот. Кога ќе влеземе внатре, си продолжуваме со утрената богослужба, за потоа веќе негде околу 12:30 или 12:45 да започне и светата божествена литургија. Меѓутоа вечерва нема да чиноначалствува архиепископот, негова пракса е наутро да ја служи литургијата. Тој вечерва доаѓа со нас само за входот околу црква и влегувањето во храмот. Еден од нашите свештеници ќе богослужби, народот ќе може да се причести со светите тајни Христови тело и крв, нели? А утре наутро почнувајќи во 9 часот ќе чиноначалствува архиепископот господин Стефан со светата божествена литургија што ќе се одржи во соборниот храм. Да, сите оние кои што ги постеа великденските пости ќе можат и вечерва, но и утре да се причестат. Да, токму така, да. И вечерва ќе има можност, но и утре затоа што имаме литургија и вечерва и утре наутро, секој кој што постел, кој што се подготвил за овој голем радосен празник може да дојде во храмовите и да се причести со светите тело и крв Христови. Утец на голема радост на целиот христијански свет оваа година се поклопија празниците, па така и православните и католиците на ист ден чествуваме Великден. Колку би било добро се тоа да биде и понатаму реалност, да продолжи вака и во иднина, се со цел на конечно обединување на целиот христијански свет. Обединувањето секогаш е показател на голема љубов и голема почит на едни со други, така што тоа е убаво во секој случај. Сите тие радосни и убави вести, моменти, настани се доказ дека луѓето го следат Господ Исус Христос. Покажувајќи почит кон другиот и љубов кон другиот, не е ништо друго освен следење на Христовите заповеди. И токму поради тоа сметам дека тоа е убаво, доколку се случи, нели, сепак прашање е дали во блискина тоа ќе се случи повторно да се слави Великден на ист датум со римокатолиците, меѓутоа сепак ние секогаш како христијани, искрени христијани се молиме за тоа и за тој ден да дојде, така што да се надеваме дека еден ќе бидеме сведоци на едно такво повторно обединување. Така, вечерва ќе ја слушнеме на радосната вест, вашата порака за Великден до сите верници, но и до сите гледачи кои што ја следат нашата програма. Па кога ќе слушнеме веќе тие радосни зборови дека Христос воскресне, тие радосни стихири кои што се пеат на овие богослужби, ние можеме да почувствуваме само радост, само блискост едни со други и во една стихира која што се пее на утрената се вели еден со друг да се прегрнеме и да си запееме Христос воскресна. Па така ете и ние македонците што сме православни, но и сите нели воопшто на овој радосен ден да се прегрнеме, да си подадеме рака, ако нешто претходно сме си замериле да си простиме и на тој начин нели да си покажеме помеѓу себе љубов и почит и поубаво од таква една порака во очите на светот не би можеле да испратиме освен љубовта помеѓу себе, прегрнувањето, бакнежот и така натаму. Ви благодарам за ова гостување во денот 15. Ви благодарам и вам, Христос воскресна за многу години. Маријан, како што споменав и на самиот почеток, а слушнавме и од свештеникот од соборниот храм, вечерва во 23 часот ќе започне службата овде и со тоа и централната прослава на најголемиот христијански празник Великден. Во исто време ќе го чествуваме и со верниците католици. Како што споменав, овде се е веќе подготвено, соборниот храм е обиколен и обезбеден и од страна на полицијата. Вечерва нешто доцна по 22 часот ќе бидат затворени овие главни булевари кои што водат до црквата, се со цел да може непречено да се движат сите верници кои што ќе сакаат вечерва да бидат овде и заедно да слушнат најрадосната вест за Христовото воскресение. Благодарам Мирина Давидовска за подготовките за чествување на Великден вечерва пред соборниот храм во Скопје. А поглаварот на МПЦ архиепископот Стефан во великденската порака порача дека трагедијата од Кочани го обедини македонското општество. Христос воскресна и ја победи смртта, Христос воскресна и животот се зацари, Христос воскресна и ги отвори портите на рајот. И макар што, живеејќи во овој свет,
обкружени од чести трагедии, немири, пустошења и најразлични зла, сепак знаеме дека сето тоа е само привремено и дека ќе отстапи пред незаодливата светлина и дека преизобилната пасхална радост ќе восторжествува. Оттаму, во какви прилики и неприлики да се наоѓаме, со какви тешкоти и маки да се соочуваме, да не се плашиме, знаејќи дека Христос воскресна, давајќи ни можност да се воскреснеме со Него. Затоа, покажувајќи се синови на светлината и синови на денот, да ја подражаваме безграничната Христова љубов, со која што Тој не возлюби, та и во овие светли дни на Христовото воскресение, благодата на воскреснатиот Господ Исус Христос, љубовта на Бога Отецот и заедницата на Светиот Дух да бидат со сите нас. Честитајќи ви го празникот над празниците на сите верни чеда на Мајката Македонска црква и во татковината и насекаде по светот, ве поздравуваме со живоносниот поздрав Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе. Годинава во исти ден, Великден го слават и католиците. Бископот Киро Стојанов во Великденската порака повика за поголемо заедништво меѓу христијаните. Во оваа јубилејна година до сите нека допре Великденскиот повик Христос воскресна надеж наша. Секој христијанин нека го доживее искуството на Марија Магдалена, која побрза да им ја соопшти радосната вест на учениците, велејки го видов Господа. Тоа е средба што го менува животот, средба со единствениот човек кој ни дозволува да ја искусиме сета Божја добрина и вистина, кој не ослободува од злото, но не на површен начин моментално, туку не избавува од него на радикален начин, не лекува целосно и ни го враќа достоинството. Тој, нашата надеж, нека ни подари мир и надеж на сите, особено во регионите на оваа наша планета, кои се најпогодени од страдања, во земјите каде што луѓето се изложени на големи искушенија, на војна, уништување, немири и пустошења. Во нашата средба со Него да го слушаме и да му се обратиме, а потоа со нашиот живот да посведочиме го видов Господа, Христос воскресна, навистина воскресна. На сите ви посакувам честит празник Воскресение Христово. Воскресенската литургија на католичката црква е вечерва во катедралата Пресвето Срце Исусово во Скопје. Католиците се подготвуваат за прославување на најголемиот христијански празник. Во Ватикан главната прослава ќе биде вечерва, а вчера на Велики петок во базиликата Свети Петар кардиналот Клаудио Гуџероти како делегат на папата Франциск богослужеше со свечената литургија на Господовите страдања. И во Римокатоличката катедрала Пресвето Срце Исусово се прават последните подготовки за прославување на Великден. Празнувањето на најрадосниот ден во христијанството почна уште од цветници. Mi smo počeli sa cvjetnicom, svečanim ulaskom proslave Isusa u Jeruzalem i onda kroz ove velike dane najprije je bila misa posvete ulja, dakle gdje biskup posvećuje ulja za bolesnike i za svetu krizmu, a onda svečana Euharistija, misa posljednje večere na Veliki četvrtak. Jučer smo imali zbilja dirljivu i snažnu slavlje muke našega Gospodina. Но главната прослава ќе биде вечерва. Danas subota, dan počinka, dan kada pratimo Isusa u grobu, ali i kada očekujemo radost njegova uskrsnuća koje ćemo, mogu reći, dakle večeras u 21 sat započeti slavljem.
Отец Винко Маслач испрати и великденска порака за сите христијани. Ако нам je jedan Bog koji nas sve ljubi, dakle braćo i sestre, Bog vas ljubi i daje nadu koju niko ne može oduzeti. Православната и католичката црква повеќе од 400 години користат различни начини на одредување на датумот на Великден. Но двата Великдена можат да бидат оддалечени дури 5 недели. Тие можат да се совпаднат 2 години едно по друго, но може да помине и цела деценија без поклопување на двата Великдена. Даниел Василев, Сител телевизија. А традиционално на Велика сабота, храмот на Светиот гроб во Ерусалим е место каде се собираат илјадници верници и денеска се појави благодатниот оган, едно од чудата на православието кое што секоја година се појавува, се случува на овој ден. Special feeling I can't even explain, because for every Christian, if you have the faith inside of you to walk, to take the steps where Jesus was going, it's unreal. It's like a dream for me. I'm very happy that I'm here today, and my heart fills with love and peace. Истрагата за трагедијата во Кочани е денеска предмет на партиски препукувања меѓу власт и опозицијата. СДСМ и ДУИ денеска обвинуваат дека истрагата за Кочани е селективна со цел да ги заштити високите функционери на ВМРО-ДПМН. Ниту проширената истрага според опозицијските партии не ги лоцира вистинските виновници за трагедијата. Додека се бркаат чиновници од пред 10 години, началниците и командирите што таа вечер имале директна обврска да постапат, остануваат недопрени. Владата сака јавноста да заборави дека полицијата била таму и не направила ништо. Бараме итно проширување на истрагата кон актуелните функционери, што биле директно одговорни вечерта на трагедијата, да се стави крај на политичката злоупотреба на обвинителите и институциите. Вистинската одговорност мора да се лоцира таму каде што на вистина е, кај тие што беа на власт кога се случи трагедијата, велат од СДСМ. Истрагата според ДУИ е пример за правна импровизација за да се спаси владата. Претворањето на трагедијата во алатка за лична или институционална промоција е опасна девијација која што може да има несогледливи последици. Затоа повторно апелираме, обвинителите мора веднаш да го прекинат трансакцијскиот однос со владата. Правото не се практикува по нарачка, кариерите на политичарите и обвинителите не смее да се градат врз туѓа трагедија. Одговорноста за ваквиот пристап и за се што може да се случи со неправедно притворените ќе падне на конкретни имиња, реагираат од партијата на Ахмети. СДС и ДУИ се синоним за предавства, криминал и неспособност, им возврати владачката партија. Во историјата на Македонија немало акција каде било уапсен актуелен министер, актуелен градоначалник, поранешни градоначалници и министри во исто време. Брутално безобразие е партиите СДС и ДУИ да велат дека има селективна акција и истите тие, чии председатели се товареа со украдени пари. Да подсетиме за модуларната болница каде виновникот број 1 тогашниот министер за здравство, а сега привремен чувар на фотелјата во СДС, немаше заедно со тогашниот премиер Заев ниту еден притворен. За пожарот во Кочанската дискотека во кој загинаа 62 лица, досега има 59 осомничени. Ојо Кочани вчера за прв пат побара мерки на предпазливост и за синот на газдата на дискотеката кој досега беше на лекување. Во куќен притвор се поранешните градоначалници на Кочани и екс-министри за економија. Во ефективен притвор се 21 лице, меѓу кои екс-министерот Бектеши и поранешниот директор на дирекцијата за заштита и спасување и актуелен министер без ресор Шабан Салиу. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. А во Кочани денеска протест на роднините на загинатите бараат правда.
Правдата мора да излезе на виделина. Нашите деца беа убиени од алчноста и корумпираноста. Со болка во душата и солзи во очите обвинуваа родителите на загинатите во дискотеката во Кочани на третиот поред протестен марш за доцнета реакција. Не се задоволни од досегашниот тек на истрагата и побараа одговорност од институциите. Обвинители, дали нашиот молк, тишината и тагата по нашите деца кои се убиени ви даде право да ги ослободите лица кои беа во притвор, а се соучесници во убиството на нашите деца. Многу од вас се исто толку виновни како и собственикот на Пулс, Монструм, почнувајќи од премиери, министри, разни инспектори, па се до обични полицајци. Сите сте гледале, ама не сте виделе ништо. При очи сте биле слепи, срамот, бедни сте, ситни души кои за проклети пари на душа ќе ги носите нашите убиени и многу повредени деца. Со емотивна порака за прерано згаснатите млади животи ја опишаа мачната и тешка секојдневица, која едва ја преживуваат осамени без нивните чеда. Живееме за да одеме на гробишта, да се помоабетиме со нашите деца, да им раскажеме колку тие фалат дома. Ке се наврата што сте малку 40 дена. 40 црни денови без нашите сонца, без нашите ангели, чии кревети од тој ден останаа празни, а нашите срца и души за секогаш завиени во црнило. Родителите најавија дека протестен марш во Кочани ќе има секоја сабота, се додека вистинските виновници не седнат на увирителна клупа и не ја добијат заслужената казна. Тоа не е само заради оваа генерација млади луѓе, туку за сите идни кои не смеат да живеат во трул и корумпиран систем кој убива. За Сител, Трајан Ристовски. Во странски центри понатаму има налекување 44 повредени од пожарот кај двајца, состојбата е се уште тешка. Вчера уште еден повреден од пожарот во клубот во Кочани, кој беше испратен на лекување во Ниш во подобрена состојба, се врати во Македонија. Според информациите од Министерството за здравство, тој е згрижен во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски, каде ќе остане хоспитализиран уште неколку дена. Во странските центри остануваат 44 пациенти. Двајца се уште се во потешка состојба. Професорката Срцева од здравствениот кризен штаб вели дека повредените кои се во странство и на интензивна нега, покрај медицинскиот третман добиваат и респираторна рехабилитација, поради вдишаниот чад и приклучувањето на апарати за дишење. Како анестезиолог и интензивист, она што можам да го кажам дека таа респираторна физикална терапија се остварува дури во единиците за интензивно лекување. Од неколку центри имаме најава дека тие ја спроведуваат адекватно во однос на светските стандарди. Станува збор за мултидисциплинарен пристап кој покрај медицински лица, сестри и анестезиолози вклучува посебен физиотерапевти и респираторни физиотерапевти, секако едукација и психосоцијална поддршка со цел да се подобри функцијата на белоци дробови и да се спречат долгорочните последици кои што може да настанат од дишувањето на штетните материи. Респираторна рехабилитација според професорката се спроведува и кај пациентите кои се интубирани и приклучени на механичка вентилација. Разбира дури поместување, односно преместување на пациентот од една лежачка положба во друга лежачка положба, физикална од типот на стварање на вибрации, комбилиот дроб, за да може што побрзо да се извади секретот кој што е настанат заради инфекцијата и заради машината, односно респираторната поддршка која што ја добива од вентилатор и секако аспирација или дополнителен кислород. Таа физикална терапија не мора да биде поврзана само со екстубацијата, меѓутоа после екстубацијата е интензивна, во зависност од другите повреди може да треба да се почне со работа на пациентот, станување, движење, посебни дишни вежби кои што се изведуваат пациентите кои што не се на механичка вентилација. Според најавите од здравствените власти, целокупната рехабилитација кај голем дел од повредените ќе трае долго, од 6 месеци до 2 години. Во големата трагедија во Кочани починаа 62 лица, а околу 200 беа повредени. Повеќе од 100 млади луѓе беа испратени на лекување во 22 европски држави. Александар Динев, Сител телевизија.
Заменик министерот за економија смета дека нема никаков простор за одложување на обврската на трговците за објавување на ценовниците од маркетите. Очекува дека оваа мерка ќе даде резултат. Со објавување на цените на производите на интернет страниците на маркетите, очекуваме голем бенефит за граѓаните, па дури и намалување на одредени производи поради конкурентноста. Ова е ставот на заменик министерот за економија Маријан Ристевски, кој што посочи дека и досегашните мерки на владата вродиле со плод. И според последните податоци на Заводот за статистика, имало намалување на цените на производите и заштеда кај граѓаните. Согласно правилникот, сите трговци со над 10 вработени и промет поголем од 50.000 евра годишно мора секојдневно да го објавуваат цените на веб страниците. Пред се очекуваме транспарентност, а тоа да граѓаните одбират каде би ги купувале, онам каде што се поевтини нормално, би ги купувале, би ги одбирале во кои маркети, во кои продавници и така натаму. Со тоа очекуваме да на подолг рок имаме и одредена заштита на животниот стандард. Меѓутоа, ние имаме, знаете, и одлука и мерки која што трае до крајот на месецот, до крајот на април. Од она што го гледаме теренски, значи од податоците на Државниот пазарен инспекторат, одлуките кои ги донесе владата имаат ефект, а тоа го кажува и Државниот завод за статистика. Стопанската комора на трговци побара продолжување на роковите, укажувајќи дека дел од малите трговци се уште се соочуваат со технички, кадровски и финансиски предизвици за спроведување на оваа мерка. Особено на мерката се пожали аптеките. Ажурирањето на цените мора да се врши секој ден до 10 часот. Според Ристевски пак нема потреба од одложување на оваа мерка. Мерката стапи во сила од 4 март, имаше 45 дена да се прилагодат. Мислам дека е доволно и голем број трговци на мало имаат свој веб страни, само требаше да воведат нови ценовници, она што предвидува промената на Законот за заштита на потрошувачи. Одлагање нема да има, знам дека има одредени барања, како што најави министерот, можеби наредната недела ќе имаме одредена средба со некои од тие здруженија на аптеки, на трговци на мало и така натаму. Меѓутоа, одлагање, да повторам, нема да има. Инаку контролите дали се почитува законот или не, ќе ги прави пазарниот инспекторат, чии дежурни екипи се веќе на терен и следат дали цената на веб страната е иста како онаа во самиот трговски објект. Казните за трговците кои што нема да ја спроведуваат мерката ќе се движат од 500 до 10.000 евра. За Сител, Дарко Штарговски. Општина Струмица почна изградба на нов парк. Наместо трговски центар, нова парковска површина од близу 40.000 квадратни метри. Општина Струмица ја започна изградбата на нов парк, кој ќе биде втор по големина во општината и се очекува значително да придонесе за почист воздух и подобар квалитет на животот на граѓаните. Изградбата на паркот е дел од пошироката стратегија на локалната самоуправа за зголемување на зелените површини, како еден од начините за справување со загадувањето на амбиенталниот воздух. Првата фаза од проектот се реализира преку програмата за прекугранична соработка со Бугарија, со финансиска поддршка од Европската Унија во износ од 350.000 евра. Станува збор за неповратен грант, што ќе значи дека граѓаните немаат обврска да ги враќаат средствата. Оваа површина целата беше предвидена за трговски центар. Но одлучивме дека доволно е на Струмица изгради, доволно и се и трговски центри, има други локации каде што може да компаниите инвестираат и да градат. Сметаме дека на цела Струмица, а особено на населбата Карпош, како да речеме нов дел од градот Струмица, и треба голем парк. Дополнително во втората фаза, која ќе се реализира со финансиска поддршка од UNDP, ќе бидат инвестирани околу 15 милиони денари. Овој дел од проектот е изгласан како приоритетен на граѓаните преку форумот на заедницата. Ќе одиме не само кон разеленување, туку и кон дигитализација на самите паркови, зашто веќе разговараме со представници на UNDP, ќе имаме смарт клупи, ќе имаме осветлување кое што ќе биде на соларна енергија, значи нема да биде потрошувач на електрична енергија, ќе имаме други содржини за дигитална едукација на најмалите, на младите луѓе. Според најавите, комплетното уредување на новиот парк се очекува да биде завршено за околу 1 година. Покрај овој проект, локалната власт најавува и неколку нови зелени иницијативи, меѓу кои изградба на Боемски парк, како и раззеленување на површина од 30.000 метри квадратни во делот на Турското мало, по завршувањето на изградбата на новата социјална населба. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.
Во продолжение и блок вести од светот.